упорни, бидејќи нашата битка е вистинска. Немаме потреба ништо да измислуваме. Нема потреба ништо да препакуваме, префабрикуваме, ниту пак за нешто се криеме. Нашата битка е битка за заедничка Македонија, битка за правда во Македонија и битка која ќе ја добиеме. Денеска претеникот Талат Џафери имал средба. Претеникот Талат Џафери имал средба со 16 амбасадори земји членки на Европската унија. Тоа е онаа организација која што кога ни одговара во некоја земја да инсталира марионетска влада, поддржува избори, кога не ни одговара, тогаш не поддржува избори. Тоа е тоа се оние амбасадори големи, неизбрани, туку делегирани политичари, кои ќе дојдат тука, викаат вашата земја или Скопје, а не го кажуваат името Македонија. И тоа е истата унија, која после 5 минути после кршењето на Уставот го честиташе изборот на ММ председател на Собранието. ММ е Малу Борген, да ви го ведам. Талат Џафери, иако нелегален, него го висмислувал за хумор. Па така денес ке каже дека во однос на мандатот за влада, пратеникот Талат Џафери посочил дека очекува Ѓорги Иванов да постапи согласно Уставот во законски рок од 10 дена, потоа се зависело од парламентарното мнозинство. Ако по 20 мај добил предлог, програма и состав на нова влада, Џафери бил категоричен дека ќе закаже собраниска седница за избор на влада, бидејќи нема обврска да чека повеќе. Много е интересно, кога човек избран кршејќи 30 одредби од Устав и од закон, изборува па за неговите обврски, што морал да направи по службена должност, што не морал. Е, сега нешто треба да знае господинот Џафери. Во Уставот стои дека мандатор поднесува предлог, програма и состав за нова влада, а не било кој. А мандатор е оној кој ќе добие мандат од Ѓорги Иванов. Дури не добие мандат од Ѓорги Иванов, нема мандатор. И пратеникот Талат Џафери и неговите другарчиња од тиранската коалиција, сите до еден кои го скршија Уставот и законите на Република Македонија, може да продолжат да си играат собрание, па нека си играат и влада. Еден ден правдата ќе ги стигне. Нема бегање од тоа. Кривичниот закон и тоа го вика самоволие. Ние тука на улица знаеме да кажеме дека станува збор и за современа окупација, а против окупаторот Бога ми ќе се бориме, бидејќи тоа е наша обврска. Е, сега околу мандаторот. Нели треба да има мандатор? Зошто нема да има мандатор, ако се почитува се доследно? Затоа што мандаторот, како што чуваме од председателот Иванов, требало да даде писмени гаранции дека ќе ја гарантира унитарноста на земјата. Или во превод, Зоран Заев треба да се откаже од тиранската платформа. Дали Зоран Заев ќе се откаже од тиранската платформа?
Албанските партии викаат нас не интересира заеб што сака нека прави, ние се имаме таа тиранска платформа или нели кој како сака се ја нарекува, те декларација, те не знам што, незината содржина добро ја знаеме, отворање на дебата за знамето, химната, државниот грб, сето тоа ќе финишира и со името, двојазичност во цела Македонија, бинационална држава, геноциден народ треба да станат македонците. Делот за нова влада, делот е јасен. Георги Иванов не смее да доделува мандат. Зоран Заев повика, во комуникација сме со кабинетот да ја усогласиме таа изјава. Претходно во комуникација со кабинетот на Рама ја усогласија тиранската платформа, па во комуникација со кабинетот на генерал Радев усогласија кој народ, 1, 2, 3 народи. Во комуникација со сите можни луѓе на кои што сака да им прави кеф, сега решил во комуникација со претседателот Иванов и неговиот кабинет повторно да спроведе нова селска итроштина и да мисли дека ќе може да не излаже сите по 100 пат. Може би сме толерантни, но не сме брутални.